гледачи, ви благодарам што ја следите емисијата Кој што како на програмата на КТВ телевизија. Денес во емисијата гостин го имаме Петар Вагнер од Германија. Тој е волонтер во невладината организација СППМД, Совет за превентива против малолетничка деликвенција. Тој има своја емисија во Кавадарци и можеме да го запознаеме. Добар ден, Петар. Здраво, Кристина. Благодарам што ја прифати понудата да гостуваш во емисијата. Фала многу за поканата. Повели, представи се, кој си и од каде доаѓаш? Супер. Јас сум Петар Вагнер, доаѓам од Германија и волонтер сум тука во Кавадарци веќе од септември 2017 година. Тука сум во организацијата Советот за превентива против малолетничка деликвенција и испратен сум од германската организација ICE, Иницијатива Christen für Europa. Супер. Кажи ми, како дојде тоа ти до Македонија, поточно до Кавадарци? Тоа е одлично прашање. Значи, вака. Јас завршив средната школа во 2017 и бев многу млад, имав само 16 години кога имав мојата матура и не знаев што да правам со мојот живот и многу луѓе ми кажа ајде одма да студираш, да влезеш у пазар на трудот, за да имаш најдобри шанси, ама не знам, за мене тоа беше многу прерано. И имам две постари сестри и една од тие сестри беше волонтерка во Босна и Херцеговина, во Мостар. И затоа имав идеја да аплицирам за волонтаризам и јас. И се аплицирав во мојата испратна организација. И не знаев каде ќе ми пратат. И сега сум тука во Кавадарци, после година и пол уште сум тука. Го продолжував мојот проект. Значи, првата година беше преку Erasmus+. Тоа е програма од Европската Унија и го продолжував сега преку друга програма, ама истата организација, значи уште сум волонтер во СППМД, ама сега сум волонтер преку програмата Weltwärts. Тоа е германски програма од Министерството за економска соработка и развој. Супер, Петар, првен да те пофалам, јазикот го говориш перфект. Не перфект. Тоа ти е супер. Кажи ми, како се чувствуваше ти кога стигна овде во Кавадарци? Дали најпрво беше во Кавадарци или беше во некој други од градовите од Македонија? Не, јас одма идев у Кавадарци, значи мојата испратна организација има соработка со СППМД овде во Кавадарци и затоа одма бев во Кавадарци. Само сега со време соработувам и со други организации, например во Прилеп или во Скопје. Тоа сето преку СППМД соработуваш или? Да, преку СППМД и имам и некои врски што не знам што фачав, така ли? Така е. Да, фачав преку пријатели или преку некои искуства тука во Македонија, некои настани. Ама да, СППМД и мојата организација тука во Кавадарци и мојата, како на англиски е hosting organization. Така. Кажи ми, од Германија до овде дојде со некој свој пријател или само на себе дојде до Кавадарци? Скроз сам. Не знаеш каде одиш, што правиш? Да, не знаев никој и интересно беше кога... Кажи ми ги искуствата од твоите први впечатоци овде во Кавадарци, како стигна, кого прв запозна? Беше многу интересно зашто дојдов во Македонија за прв пат со автобус и позади мене не знаев ич на македонски, значи не тоа еден збор и позади мене се седа една фамилија тука од Кавадарци, од Диселдорф до Скопје. Значи многу беше случајно, ама многу убаво и ова фамилија ми кажа, знаеше германски фамилијата и ми кажа многу работи за Кавадарци и какво искуство че имам. И да, затоа не знаев никој, ама многу беше лесно за мене да најдам пријатели тука, да најдам друштво. Не беше проблем. Не беше проблем? Кого прв запозна овде во Кавадарци? Прво што стварно го запознаев, морам да кажам, беше Тодор. Тоа е уште мојот најдобар пријател тука. Тој од Кавадарци? Да, се седе во истата куќа
ама он студира сега у Скопје, ама за тоа зашто ние сме во истата куќа, одма се запознаевме и не знам, само он е мојата делења или околу мојата делења, значи супер беше од почеток да имам пријател тука кој може да ми го покаже градот и со неговите пријатели се друштвувам, да ги запознам и затоа не беше тешко за да најдам друштво тука. Супер, кажи ми јазикот како почна да го зборуваш? Поточно кај нас и во Кавадарци имаме и подруг дијалект. Да, кавадаречки, да лафиме. Значи, не баш точно дека не знаев ништо кога идев. Мојата испратна организација организираше работиница за 2 недели и во оваа работиница волонтер беше, кој беше волонтер како јас тука у Кавадарци пред 3 години мислам. И со него зборував многу за мојот проект тука и веќе почнавме и со јазикот малку, ама зашто и он беше тука само за 7 месеци и тоа беше одамна, он не се сеќаваше многу на јазикот и само не знам, само здраво, на здравие знаев и тоа. Ама мислам дека на почеток, да, сигурно беше тешко, ама ако слушаш јазикот секој ден и ако пробаш стварно да зборуваш, многу брзо можеш така да научиш. Ако сакаш можеш и да успеш. Така. Кажи ми, твојата фамилија дали ти недостасува овде сега моментално? Да, многу голема поддршка имам од мојата фамилија. Дали има дојдено да те посетат? Да, мојата фамилија лани беше и на гости тука, сите различни, значи прво сестра ми беше тука, таа сестра што беше у Мостар и тогаш, како беше? Да, тогаш моите родители беа тука, ама само за кратко време, не знам, за неколку дена. И тогаш тоа е многу интересно, мојата друга сестра беше тука со дечко и дечкото и прашува тука у Македонија дали сака да се жене со него. Да. И сега ќе имам, како се вика? Внук. Да, внук кој има врска тука со Македонија. Исто, Македонија по Македонија се почнало. Така, прекрасно. кажи ми, кои се твоите обврски моментално во Кавадарци? Моите обврски се во моментот дека одам во социјалниот центар тука у Кавадарци со деца без родители. Тоа е во врска со мојата организација, значи таму одам редовно во недела и играм со децата, помогна со домашни работи понекогаш и такви работи. И друг најголем дел од мојата работа тука во Кавадарци е дека јас треба да почнам идеи и тие идеи треба да како да објаснам, да се развијат, во некој проект, во некој, не знам, нешто ново. Да се започне некој проект така, нешто што не е видено за Кавадарци, нешто ново за младината. Нешто ново во фокус на младината. Значи, немам некои граници, например, немам и работно место, немам работно време баш, ама имам многу слобода, ама со слобода иде и одговорност да имам, не знам, некои добри идеи што се стварно иновативно, можам да кажем, или нешто ново. И во овој начин го формирав клуб тука во Кавадарци за скейтбординг. Тоа е мојот, како да кажам, мојот спорт. Не е баш спорт скейтбординг, не ми се допаѓа ако некој го вика спорт, ама да, физична активност. И зашто знаев дека имам таква слобода тука у мојата организација и такви можности да почнам нешто скроз ново. Веќе у Германија направив како краудфандинг и земав 15 скейтборди и донесев тука у Македонија. И сега ги научам децата тука како да возат скейтборд бесплатно се сигурно и да биде поофицијално го формирав клуб што се вика СКК, Скейтбординг колектив Кавадарци, и со овој клуб сега организираме настани, имавме првиот скейтбординг надпревар во Кавадарци само пред една недела
и тренинг организирам секоја недела во Јасмин спортската сала вежбаме и за овој проект да не стана досадно работам. Значи тоа може да кажеме е мојата обврска, да секогаш направам нешто ново. Така, кажи ми, место овде за скейтборд немаме, нешто некој определено место. Кажи ми, како се снаоѓаш околу тоа? Каде би се вежбало? Да, тоа беше многу тешко на почеток последно. Вежбавме на почеток ки новото тениско игралиште, тогаш и не беше реновирано лани. Сега е реновирано, значи стварно сега е место за тенис и не за скейтбординг повеќе. Ама таму вежбавме, на площадот возевме многу често, зашто таму земјата е скоро совршено. И да, ама уште секогаш бараме ново место и секогаш не знам, скейтуваме со надеж дека ќе биде подобро. Конечно ќе имаме можеби и место за нас или не само за нас, за сите спортови на ТДК-ла, како скейт парк. И тоа во моментот е и проект во општината, само сега треба уште малку време и треба во последните чекори, мислам, за да го реализираат и овој проект скейт парк во Кавадарци. Така, дали има заинтересирани од некој од младината во Кавадарци за овој спорт? Дефинитивно, можам да кажам дека има заинтересирани деца. На почеток се сеќавам, имавме настан во площадот за сите невладини организации и јас не знаев македонски, ништо не знаев, само идев таму со некои скейтборди и се сеќавам како многу деца идат цело време и сакат да го земат скейтборд, имаат како мала борба кој може да возе. Кој да го земе попрв. Да, зашто скейтбординг стварно е нешто ново тука во Кавадарци. Пред 10 години, мислам, имаше мала сцена, ама сите заминува во други градови или во странство и затоа сега нема многу како да кажам, стари скейтери кои уште возат и една нова генерација сега расте. Нова генерација се раѓа на скейтери. Така, тоа ми е сон во Кавадарци дека кога заминувам имаме нова генерација на скейтери, посебно на скейтбординг, ама на пример и BMX или inline skates, сите спортови на трикари многу ми се допаѓа. Да. Така, Петар, кажи ми, со кого соработуваш овде, дали имаш некои пријатели од странство, од Кавадарци, со кои соработуваш? Кој ти помага околу сето тоа? Во моментот, во мојата организација сум единствениот волонтер, значи сам работувам, можам да кажам, ама соработувам со други волонтери од други организации, например, и од други градови. И соработувам и со фирми, например локални фирми. Во моментот почнам со нов проект што се вика Diversity Through Sport. И овој проект, например, е поддржан од Дирекција Маја, германската фирма тука. Со оваа фирма многу често зборувам и во контакт сум, зашто... За соработка? За соработка, зашто интересно е и некој, не знам, германско дете иде тука во Кавадарци, чудно е. Тие се заинтересирани повеќе за тоа? Да, мислам дека да, дека тоа е голем фактор за ова соработка, дека е можно, дека сум германец кој е тука. Така, мој мило тоа што да речеме некои иста земја соработуваат овде во Кавадарци. Кажи ми, пред 2 недели одржавте надпревар. Кажи ми повеќе како се одржа надпреварот, имаше ли заинтересирани? Како се искуството од тој надпревар, дали тој е прв надпревар? Првиот надпревар за скейтбординг во целиот Иквиш регион, мислам. И многу беше интересно. У Прилеп имаше волонтер од Франција кој скейтува. Тој исто имаше со тебе разговараше во изјава за нашата телевизија. Да, баш така, на надпреварот. И он сега заминува, значи негов проект е готов и треба да заминува во Франција. И он ми кажа, ајде да организираме нешто големо пред да заминам, зашто треба да одам и сакам да одам со експлозија. И
разговарахме и заедно го организирахме овој настан за скейтбординг. И многу беше прекрасно колку луѓе имавме од не само од кавадарци, значи од цела Македонија луѓе идат и имавме флајери кои беа настекани и у Скопје беа, у Тетово и во цела Македонија. И овој проект организиран беше во кратко време, значи можеби во недела и пол. Само имавме рампи, првите рампи во кавадарци за спортови на тркала, како две quarter pipes и една кика рампа. И тие рампи, тоа беше борба да ги направиме. Вие сами ги изготвувавте тие рампи? Не, беше со работка со една анонимска финансиска поддршка, можам да кажам, и со еден тишлер тука од кавадарци, Интердрево мебел се вика, тишла фирма. И да, оваа фирма ги направи рампите и уште една фирма ги финансираше. И да, тоа е, например, и голем дел од мојата работа, да најдам финанси за такви работи, да најдам луѓе кои ме помогнат со реклама, например, и така. Така, кажи ми, како се осеќаш ти овде во Кавадарци, за тоа што знаеме дека од кај нас од Македонија повеќе се иселуваат кај вас во Германија, а вие од Германија доаѓате кај нас. Кои се твоите искуства за овде во Македонија? Дали би сакал повторно да се вратиш и да останеш овде, например, да живееш? Секогаш е така дека луѓето ми кажат: "Што работиш тука, што ти е тебе, дека си тука, сите сакат да бегат во Германија и ти одиш тука", и секогаш кажам: "Да, како размена е." И не знам, многу ми се допаѓа тука во Кавадарци, затоа што можам стварно да направам нешто ново, се чувствувам како има некој, како да кажам, ефект што правам и тоа многу ми се допаѓа. Пак ти имам... исполнува? Молим? Ти исполнува тоа што го работиш? Да, многу ми исполнува. И пак имам многу пријатели со кои се дружам и затоа мене ми е убаво тука. Значи сигурно мора да се вратам после мојот проект секоја година. Ама сега после 6 месеци ќе одам во Германија и тогаш мојот проект заврши. И после тоа нема да бидам волонтер повеќе тука во организацијата, ама сигурно пак ќе се вратам цело време, зашто многу ми се допаѓа. Овде разликата имаме слобода. Да, секогаш Што е разликата од кај вас и од кај нас? Што тебе повеќе те привлекува овде кај нас, а тоа што го нема кај вас? Секогаш е ова прашање, дека што е разликата, што ти се допаѓа тука, што ти се допаѓа во Германија. И можам да кажам дека тука слободата, како кажеше, да, е голем фактор тука. Слободата многу е поголема тука и во некој начин по-мирна. И што многу ми се допаѓа тука, дека луѓето се многу по-топли, по-гостопримливи. И затоа, например, што кажав, дека на почеток не беше тешко за мене да најдам друштво тука. Тоа во Германија скоро се е различно. Многу луѓе од странство имаме во Германија, ама знам дека тие луѓе повеќе се дружат само пак со дружиш странци, ама не тие се крв, ама повеќе германците се крв. Не сите, секогаш не зборувам за сите, ама германците се полатни да бидат отворени за нови луѓе кои одат од странство. Ама сега пак знам дека е интересна ситуација, зашто јас сум единствениот германец кој иде тука, значи можеби е посетно од некој странец кој иде во Германија, зашто многу луѓе од странец имаме во Германија. Ама сигурно и некои работи се подобро во Германија, сигурно. Прво, системот постабилен, не е прашање, сигурно е постабилен и богат, значи да, во Германија има повеќе пари, сигурно, тоа е факт. И што ми се допаѓа е дека во Германија мислам дека луѓето во некој начин имаат повеќе развој во
поврска со дискриминација против minorities. Малолетничка деликвенција? Не малолетничка деликвенција, против, например, луѓе кои се помалиот дел од општеството. Така, не прават разлика помеѓу луѓе кои се помали, поголеми, по-финансиски моќни, по-нефинансиски. Такви работи, ама например и луѓе со попреченост, LGBTQ community, не знам, сите странци воопшто, во Германија тоа е нормално, значи не е проблем дали си од странство, дали си хомосексуално, не е проблем, ама тука во Македонија уште е некој, не знам како да ти објаснам, не е нормално и луѓето повеќе уште зборуваат лошо. Кај нас осудуваат околу тие особи. Да. Сигурно не сите. И во Македонија е во добар пат. Ама не знам, во некој начин премногу лоши зборови чујам јас за тие заедници. Така, кажи ми, кои убави спомени од кавадарци од Македонија ќе ги понесеш со себе во Германија, во твоето родно место? Молим се. Убави спомени, што си проживеал овде добро, како си се дружел, што си видел добро, некои знаменитости од Македонија, некои искуства, луѓе. Например, што би понел во Германија со себе, по што ќе ја паметиш Македонија? Во слободното време, например, мислиш или? По што ќе ја паметиш Македонија? Што ти беше овде добро? Кога ќе одиш во Германија, што најпрво ќе им раскажеш на своите пријатели? Што виде, како помина таму, што искуси? Што најпрво би им кажал? Мислам, првото што би каже е дека луѓето тука се помирни со себе. Значи, луѓето тука уште испаѓаат на кафе, уште уживаат животот. И во Германија имам чувство дека премногу луѓе, посебно деца, имаат премногу надпревар помеѓу себе. Например, веќе во средно школо, јас во средно школо никогаш не испаѓав на кафе со пријатели, зашто немав, кафе во Германија е 4 евра, можем и да кажам, ама немав и време, зашто школскиот систем е огромен надпревар и како ти кажав, луѓето кога завршив школата, ми викаат ајде одма да студираш, одма да влезеш во пазар на трудот и за тоа мислам тука ми се допаѓа многу повеќе дека луѓето уште имаат чувство за да уживаат животот, за да го уживаат својот живот. Да. Дали ги посети знаменитостите на кавадарци, дали си се напил вино, ракија, како го чувствуваш сето тоа? Сигурно, тоа беше прво што има во мојата рака, ми едно шише вино и да, немам збор. Не сум експерт сега во тие работи, ама многу ми е убаво културата тука и храната многу ми е убава. Значи, дали научи да готвиш македонски специјалитети? Јас сум најлош готвач во светот, мислам. Ама пица можам да направам у овен. Само да ја ставиш и да извадиш толку. Јас можам да јадам, ама не можам да готвам. Ама јадам се, у Македонија, у кавадарци јадам се тавче, гравче, којбас и многу месо јадам и тоа е совршено тука, зашто нема ништо друго како македонка у кавадарци и многу ми се допаѓа да ја јадам. И да, многу ми се допаѓа. Петар, овде си сместен кај некое семејство или живееш сам? Живеам во стан. Во првата година кога бев тука живеев со други волонтери, од Турција беа сите, ама сега бев за неколку месеци сам во мојот стан, ама сега од една недела, мислам, живеам заедно со 3 ракоментари, што е многу убаво. Тие ракоментари се тука во Тиквеш, за Тиквеш играт, ама се од Србија и од Скопје и од Велес, значи и не само лафам на кавадаречки сега. Сега лафам? Не се шегувам, ама мојата деленја се, значи истата генерација, околу истата генерација,
Значи многу е убаво да имам пак ново друштво и нови луѓе со кои можам да испаѓам и да, во станот сум со тие коментари. Ама овој стан е во куќа, што е од една фамилија со кој сум многу блиско, прекрасна таа фамилија, како мојата фамилија. Се осеќаш како дома да си? Да, Толку ти е топло? Скроз како дома. Петар, сега си 18 години, кажи ми кои се твоите идни планови за во иднина? Пак отлично прашање, на кој што немам баш точен одговор. Кога завршам тука, после завршам тука у Македонија, мора да се вратам во Германија, зашто визата ми ќе заврши. И тогаш размислив веќе малку дали ќе работам или дали ќе почнам да студирам, ама мислам во моментот дека ќе работам прво, да имам некој искуство во некоја редовна работа, тоа сакам да научам како, не знам, не ми се допаѓа да кажам лесна работа, ама некоја обична работа, да имам некоја искуство во да можеш нешто да работиш. Да. И после земав малку искуство, сигурно сакам да студирам. Што уште пишено во небото, не знам баш, ама можеби нешто како Европа, како политички науки, многу ме интересира, ама може и да биде многу така, Не е важно, ама да, нешто така, нешто да студирам. Така, што друго би дополнил, Еве, да ја завршим оваа прекрасна емисија со тебе, што би додал ти за нашата јавност? Што сакам да изразам на крајот? Прво сакам да ви благодарам за можностот да лафам малку и сакам можеби пак да изразам на крајот дека се надевам мојот проект со скейтбординг да расте во стварно нешто што ќе остана тука у Кавадарци. Што ќе биде запаметено по тебе? Не баш по мене, тоа не ми е важно, ама... Ти си го почнал најпрв, Ама тоа не е важно, значи само дека воа остане тука у Кавадарци и дека децата имат можност во иднината да возат скейтборд, зашто скейтбординг за мене е еден од најубавите работи во животот, многу ми помогна во животот, го научив како да продолжувам, како да пробам пак, после патнав. Тоа е една од најголемите работи што скейтбординг ти го научиш, што можеш да преземиш за целиот живот и мислам дека тоа е нешто што сите деца треба да научат, да го спортуваат и да за тоа ти донесав и мај подарок. Еве. Ти благодарам многу. Две залепки и уште еден, ама тие две се од мојот клуб. Така. Многу ти благодарам многу. Скейтбординг колектив Кавадарци. Нашето лого и да, кратко за скейтбординг колектив Кавадарци. И уште еден што само ми се допаѓа и мислев дека интересен. Ти благодарам многу, Петар. Ова се подароците од Петар за нас. Петар, ти благодарам што гостуваше овде во емисијата, да се искажеш пред нашата јавност. Се надевам ќе се видиме уште еднаш, ќе направиме емисија и пред да заминеш од Кавадарци. Сигурно ти посакувам многу успех во секое поле на животот. На тебе исто, фала. Само моите родители. Hallo Mama, hallo Papa, ich bin in einer Fernsehserie in Mazedonien, die so aussieht, als wurde sie in den 80ern geschossen. Deshalb habe ich, glaube ich, was geschafft in meinem Leben. Grüße! Почитувани гледачи, овде ја завршуваме и оваа емисија. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатни мигови со нашата програма.